Мај 1876 година. Мало планинско село и одлука што ќе го промени текот на македонската историја. Ова не беше бунт. Ова беше прво организирано македонско востание и започна во Разловци. Во октомври 1875 година царството јавно признава: нема пари, нема стабилност. Османлиската држава банкротира. Гладот полека ги стега селата. Даноците се собираат без милост. Законот постои, но правдата исчезнува. И токму тогаш Балканот влегува во она што историјата ќе го нарече големата источна криза. Во Босна и Херцеговина започнува востание. Пушката одекнува низ Балканот. Во Солун еден човек внимателно слуша. Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Решив да организирам востание во Македонија. Така запишал тој. Кој е Беровски? Не е само учител. Тој има воено образование од Белград, искуство од судири и визија. Востанието мора да биде организирано со оружје, со план, со знаме. Идејата за вооружена борба зрее со години. Разловци не е случајност. Тоа е логичен чекор. Подготовките траат со месеци. Во Солун се создава револуционерен кружок. Поп Стојан, учителките Недела Петкова и Станислава Караиванова. Оружје, барут, санитетски материјал. Беровски го продава својот имот, без да бира цена. Ова е лична жртва за национална цел. Знамето е повеќе од платно. Црвено, жолто поле, темно-црвен лав. Надпис Македонија. Прв пат името Македонија стои на револуционерно знаме. 7 мај 1876 година. Османските власти влегуваат во Разловци. Апсења, закани. Одлуката се носи веднаш. Востанието започнува. 8 мај. Рано наутро. Разловци е нападнато. Даночните книги се палат. Нуфузите исчезнуваат во пламенот. Планот бил поширок. Беровски требало да ја обиколи Малешевијата, Пијанец, Кочанско, Радовишко, Струмичко, но хаосот започнува рано. Во Митрашинци, Судир, ранет е Беровски. Моралниот удар е тежок. Османлиската реакција е брза. До средината на мај, стотици редовни војници, илјадници во регионот, башибозукот пали куќи. Селата страдаат, семејства се апсат, се суди, се прогонува. Поп Стојан е предаден и ликвидиран. Беровски успева да избегне. Привремено. Востанието е задушено, но не е заборавено. Австро-унгарските, руските, британските конзули го бележат настанот. Разловци одекнува во дипломатските извештаи. Подготвувано 4 месеци. Со организација, со визија, со автономна иницијатива. Разловечкото востание е прв организиран македонски востанички потфат. Не успеа воено, но ја отвори патеката од Разловци до Кресна до Илинден. Пламенот продолжи да гори. Иако ограничено по територија и број, Разловечкото востание представува автохтона и самоиницијативна појава на македонската национална мисла. Тоа покажа дека идејата за ослободување не била наметната од надвор, туку произлегувала од внатрешните услови, од економската криза, од дискриминацијата и од политичката визија на луѓе како Беровски. По 2 години, Кресненското востание ќе ја продолжи приказната. Предплати се за повеќе длабински историски документарци. Следната епизода Кресна 1878 година.